Господи Ристова, што мислите кој повеќе од кого се плаши? Никола Груевски од подземните тактики на Бранко Црвенковски или СДСМ од ова силна ВМРО-вска машинерија која постои на теренот во Република Македонија? Па мислам дека не ми е фер терминологијата подземните игри на Бранко Црвенковски, а какви подземните тактики. Какви се тактиките и игрите на Груевски? Теренска машинерија, сигурно не мислам на балет. Мислам на одредена машинерија која гази на дозволен или недозволен начин. Знаете што, кога се работи за период од 3 години, значи имаме ние поместување во корист на ВМРО овие 3 години, меѓутоа се надувува ефектот. Знаете, друго е да 3-4 изборни циклуси Груевски ВМРО-вската машинерија го има овој успех. Тоа е веќе друга работа. Веќе 3 години не е ни цел мандат. Само се ставува психолошки ефект дека се многу мокини, меѓутоа дури и да е таква перцепцијата, она што е крајно битно за гласачите и за граѓаните е дали политиките на ВМРО ДПМН прават за земјата се движи позитивно. А каква е вашата перцепција? Дали се многу мокни? Ја мислам дека само ставаат психолошки ефект, кој што вие медиумите исто го... 484.000 гласови освоија лани. Добро, а каде се остана? А колку милиони гласачи има Македонија? Тој процент на гласови го нема освоено никога македонската историја понова, изминатите 17 години. 480.000 гласови, тоа е фасцинантна бројка. Не можеме да кажеме дека не се мокни. Да, тоа беше тогаш, меѓутоа тој број се намалува токму затоа што не искористија шансата. А прашањето има голем број во Македонија што има абстиненти и што разочарани гласачи, кои што се пак шанса за опозицијата. Госпожо Ристова, веројатно прашањето каде се останатите надвор 480 треба да ви го поставам веројатно ја вас. Токму ја мислам дека тоа е главното прашање. Што работите изминативе 3 години? Па, за жал... Очигледно ништо, бидејќи не успевте да освоите поише од 230.000 гласови. За жал, затоа што постојано ни се имаше ситуации нели и на внатре-партиски проблеми со изборите на нов лидер, тоа е субјективна слабост на СДСМ. Шпанска серија сте. Па ни во шпанска серија повеќе не се менат партнерите колку што вие ги менете брзо лидерите. Не, ја мислам дека шпанска серија е политиките на оваа влада, само што секогаш вие и па и голем дел од јавноста е многу построга во оценувањето на политичкото однесување на СДСМ отколку на ВМРО ДПМН. Ако земеме реално поголема шпанска серија која што е штетна за граѓаните, сака ви дозволам, ќе ви дам шанса да процените, да видиме колку можете да направите добра политичка проценка. Дали ВМРО ќе освои помалку од 480.000 гласови, СДСМ повеќе од 250.000. Повеќе од 400? Помалку од 480. Мислам дека ќе освои помалку од 480.000, а за СДСМ на вистина не би можела да кажам. Секогаш ви е тешко за СДСМ да зборите, полесно ви за противникот. Не, и за СДСМ сум зборала, јас секогаш зборувам и за мојата партија, со тоа што не сум инволвирана сега во тековните кампањи и изборни математики, така да не сакам на памет да зборам. Па не сте ни во кампањата на ВМРО, па знаете дека ќе освои помалку од 480.000. Не, мислам дека е преголема бројката гледано од она што... Која бројка ќе брка СДСМ 250.000? Прашајте ги во изборниот штаб. Која бројка ќе брка ВМРО 400.000 гласови? И ни прашајте ги, не знам стварно. Добро, вие сте политички аналитичар, професор на правен факултет, човек со богато политичко искуство, се однесувате како Не, тоа не ми е мене специјално. Се однесувате како на некој квиз пирамида, нешто или слично. Затоа што не сакам да бидам сериозна, многу е лесно ја да си кажувам бројки кои што не. Па зар ви изгледам госпоѓа Ристова несериозен јас? Да. Зар ви поставам несериозни прашања? Прашањето е сериозно на она погрешен човек. Сите политички аналитичари проценуваат дека во овој момент може и политичката сила на СДСМ се движи некаде околу 250.000 можни освоени политички гласови. После појавата на Љубе Бошковски, можеби Никола Груевски и ВМРО ќе се движат околу таа бројка околу 400.000 гласови. Главната политичка битка ќе се води можеби околу прашањето дали таа разлика помеѓу СДСМ и ВМРО ќе се сведе на околу 100.000 гласови. Во тој случај СДСМ ќе може да очекува да биде можен победник на идните парламентарни избори. Очекувате предвремени избори 2010 година? Не знам, не очекувам, меѓутоа не би можела да ги исклучам, се е можно, зашто да не. Дали Македонија ќе го избегне во обичајното балканско сценарио големите реформатори на крај да завршат во калта на национализмот? Не би можела да предвидувам, се надевам дека такво нешто не би ни се случило. Во тој судир. Тоа би било неубаво. Кога го очекувате тој судир Бранко Црвенковски и Никола Груевски? На кои избори? 2012, 2010, 2011? Не сум размислувала искрено, мислам дека тоа веројатно некои други може би ги прават. Кој ќе победи тогаш? Тие комбинации. Па јас на вистина не би знаела од сега за следните 3 години не размислувам. Мислам дека имаме доволно работа сега. Полесно е да гледате во минатото? Инаку не, во сегашноста. Јас сум човек што живеам во сегашноста, си го помнам минатото за да знам да учам од него и свртена кон иднината. И каква не е сегашноста убава?
не била повеќе резултати има сега од било кога досега во изминатото. Од сите влади досега што биле, сега има повеќе насоченост кон конкретни државни проекти отколку што имало било кога. Порано секогаш недостасувале пари, како сега излегува дека има средства за инвестирање во јавниот сектор. Тоа прашаат Рајко Слаевски рече дека нешто помалци има. Убаво се чувствувате во овие розови соништа? Тешко ви е да се разбудите од нив? Не се розови соништа, јас не сонувам. Вие го живеете реалниот живот? Да. А ги прашувате граѓаните? Да, да. Јас сум многу Господи Леле, живееме никош подобро. Не е добро и не е лесно, меѓутоа јас ви кажувам дека никогаш не било подобро во изминативе 15 на години. Ние цело време сме надолу во еден надолен тренд. Меѓутоа во овие 3 години се обидуваме да го сопреме негативниот тренд. Што би значило тежок пораз на СДСМ на овие избори, да речеме? Значи сите не очекуваме дека СДСМ ќе биде поразен. Тежок пораз сигурно значи да не ги освои оној број на гласови кои што ги имаше на претходните парламентарни избори, тоа е околу 230.000. 230.000, нешто заедно со ЛДП. Сега не се во коалиција со ЛДП. Да, меѓутоа мислам дека тие очекуваат некаде околу 300.000, меѓутоа реалната бројка според моја проценка е некаде околу 250 до 270.000 гласови. Дали по 250.000, дали по 250.000 ќе биде тежок пораз за СДСМ? Мислам дека ќе биде тежок пораз со оглед на сето она нишко што сега поминува Груевски, имајќи нели негативните импликации, нерешените проблеми нели на меѓународен план, поготово процесот на самоизолација кој што ни се наметна на некој начин, од друга страна економските проблеми кои што, од друга страна назадување на демократија, демократските процеси. Меѓутоа господине Кекиновски, чудна е таа анализа која ние постојано ја правиме. Постојано велиме дека Груевски има проблем на меѓународен план, нели алудирајќи алудирајќи името и дека Груевски има проблем на економски план. А Груевски ги доби ланските избори, а ќе ги доби овие локални избори токму на тие две прашања, на прашање на име со тој тврд став во однос на Грција, на прашање на економска политика, однос 8 милиарди евра. Значи колку да правиме ние анализи дека тој е лош на тие две полиња, народот смета дека он е многу подобар од опозицијата. Па во моментов сигурно дека е подобар од опозицијата, бидејќи опозицијата се уште не е консолидирана. Јас мислам дека основен предизвик на опозицијата сега ќе биде да освои повеќе гласови за да му овозможи една посигурна стартен почеток на новиот претседател Бранко Црвенковски. Имам чувство колку да тоа изгледа проблематично, можеби чудно во овој момент, дека ВМРО ќе биде поразен, ако биде поразен на најдете неколку години само на економски план, дека СДСМ, колку да звучи тоа парадоксално во овој момент, нели сите велиме СДСМ нема економски тим, нема економски резултати, дека СДСМ може да го порази Никола Груевски само на економски план. Име, презиме, НАТО, евроинтеграција, така натаму, тоа се убави за одреден слој на луѓе 2-3%, меѓутоа за масата, ако сака СДСМ да се врати некогаш на власт, мора економски да биде поразен Груевски. Кога јас би била на место на некој од одговорните во владата на ВМРО, јас многу би се уплашила од една ваква предстојна победа, каква што веќе се предвидува, затоа што доаѓаат лоши времења. Мислите ова би била лебедова победа на ВМРО ДПМН? Пирова победа. Пирова победа, затоа што веќе се до максимум искористени капацитетите на рекламирањето, на една владење по принцип на кампањи и на само рекламирање. Доаѓаат тешки објективно. Исцрпен е еден модел на функционирање изминатите 3 години. Тој дава резултати, тој модел и познато историски дека дава резултати краткорочно. Долгорочно не можете да живеете на рекламирање, на убедување на јавноста дека е многу убаво. Добро, ве задоволува ли рейтингот за се она што не сте го направиле, да речеме, во владата? А што се очекуваше да направиме ние во владата? Па не знам името на вашата партија за европски интеграции. Добро. Имам дилема дали вие ќе смените името на партијата или ќе смените владата. Дали етничките македонци очекуваат ДУИ да биде партијата која што ќе ги води преговорите за името? Јас ве прашав вас лично и ми не мислам дека само проблемот со преговорите за името. Мислам дека ние имаме ретроградни процеси во делот на евроинтеграцијата и во многу други прашања, во делот на одбраната, во делот на меѓуетничките односи, тоа што се случува во Струга, во делот на демократизацијата. Така мислам дека името е само еден добар параван за да скриеме све она што лошо го направивме на патот кон Брисел. Знаете што, деветиот критериум беа изборите и сите повикуваа на фер и демократска атмосфера. Кампањата е започната, веќе гледаме дека таа тече безпрекорно. Дали Дора Бакајони ќе продолжи да му центрира добри центаршути на Никола Груевски во предизборната кампања, бидејќи жената немаше 7 месеци, се јави непосредно пред изборите во Македонија. И ова тврда кампања која грците водат кон Македонија, не кон Грција, веројатно само може да го надзида дополнително рейтингот на ВМРО. Па сигурно Дора Бакајони
Го посакува ВМРО на власт, веројатно. Па најверојатно го Колку да посакува, бидејќи сето она што се случува на меѓународна сцена оди во нејзин прилог. Тврдата политика која што ја застапува во пред македонската домашната јавност Груевски, тој квази национализам или кич национализам, јас би рекол, едноставно оди во прилог на Дора Бакојани, која што би сакала да има таков против кандидат, посебно на меѓународен план. Бидејќи ви гледате и сите сме сведоци дека меѓународната заедница се повеќе и повеќе се приклонува кон Грција и ги поддржува нивните ставови.